Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. За денешното видео ви подготвив една вежба, една визуализација. Мене визуализациите ми се умилени и лично мислам дека многу ми помагаат. И денес ќе работиме визуализација за ослободување од некоја болка, нешто што ве стега и притиска, некоја можеби негативна мисла која што ви се врти постојано, или пак нешто што можеби и не можете точно да го дефинирате, меѓутоа го чувствувате некаде како притисок. Да потсетам само дека визуализациите не се магија, не се случуваат чуда, немаат исцелувачки магични моќи, не привлекуваме ништо, не добиваме ништо, не патуваме кој знае каде, туку едноставно само се примируваме и се обидуваме да го видиме она што не го гледаме, додека сме обкружени со гласови во секојдневниот живот, во се она што правиме, туку треба малку повеќе внимание да посветиме. Па поради тоа, ако мислите дека резонира со вас, дека е во ред, се чувствувате пријатно, правете. Ако не го чувствувате тоа, тогаш најдете нешто друго, едноставно ова не одговара на вашиот сензибилитет. Сите вие кои што ги правите визуализациите, вие ќе знаете дека е потребно да бидете во мир и тишина, се повлечите далеко од било каков метеж или нешто што може да ве вознемири, да седнете во положба која ви е вас најудобна, во која се чувствувате најопуштено. Кога ќе бидете готови, може да почнете, а ние ќе почнеме веднаш. Како и секоја вежба, и ова ја почнуваме со неколку вежби за дишење. Дишете на нос, издишете на уста, вдишете уште еднаш, издишете на уста, опуштате го телото од стопалата до темето, полека, не брзајте, почувствувајте ги стопалата, опуштете ги, листовите на носете, колената, над колениците, карлицата, внатрешните органи, стомакот, градите. Опуштете ги рамената, ослободете ги од товарот на она што сте го собрале во текот на денот и што го носите со вас. Отпуштете го грбот, мрдајте слободно ако имате потреба за тоа. Вдишете и издишете ако чувствувате дека така ќе ви биде полесно. Вдишете на нос, издишете на уста, вдишете уште еднаш, издишете на уста, отпуштете го грлото, вратот, лицето, тргнувајќи од брадата, устата, внатрешноста, односно устната празнина, образите, носот, очите, очните капаци, ушите, челото и темето. Вдишете и издишете повторно ако има потреба. Проверете дали ви е опуштено телото од стопалата па нагоре до темето. Не брзајте. Секому му е потребно различно време. Пронајдете го своето време. И ако сте опуштени и смирени,
Obidete se da vizualizirate neko je neprijatna situacija, neprijatna emocija, ličnost koja bi predizvikova nekakvi neprijatni čustva, nastan. Spored toga što prvo ke vi dojde, ne mislite, dok obidete se da zamislite. Što je ono što može bi vi je prioritet u ovoj moment, a vi je neprijatno? Ili vi je nekakav predizvik? Vi jeste сега i ovde. To nije realno, nije se slučuvalo migot. I dozvolite si sebe si da počustvujete to što ste čustvovali ili što može bi niste si dozvolili da čustvujete. Ako je misla, dozvolite da pomine niz vaša ta glava. Ako je nekoj lik na čovek koji bi predizvikova neprijatne čustva, dozvolite da se pojavi pred vašite oči, svesni deka ne je ovde. Ako je nastan, vidite go nastanot na odredena distanca, ne učestvujete vo nego. Kakvo čustvo predizvikova vo vas? Čustvujete taga, bes, gnev, bolka nekakva. Nešto ve frustrira, ve pritiska. I dozvolite da go čustvujete to, ne ovde, ne realno. A potom poleka. Oddalečete se od slikata. I koliko poveki se oddalečuvate, ta stanува се помало. Не се притискайте. Dozvolite prirodno to da se slučува. Samo obidete se da se oddalečite. Koliko što može podaleko. Za ta da stane koliko što je možno pomalo. I kažete si sebi si, vorete. Vorete da se čustvujem kako što se čustvujem i imenuvajte go vaše to čustvo. Vorete da čustvujem gnev. Ja sam gnevna. Ili vorete da čustvujem taga. Ja sam tažna. Ili vorete da čustvujem strah. Ništa od toga nije tuka, nije momentalno, ne se slučuva сега. Ostavite slikata na ta distanca. Otvorite gi poleka očite. Zapišete što vidovte, što vi je predizvik i koji čustva gi predizvikува. Zapišete da li uspevate da je smalite slikata. I kako se čustvujete сега, za razlika od početok od koga slikata беше голем. Zatvorite gi повторно очите i obidete se ta slika, da je povrzite со некој дел од вашето тело. Дали некаде чувствувате притисок или тежина
или болка, која што ја предизвикува оваа слика. Дали може би чувствувате грч во грлото? Дали ви се грчат рамената? Дали ви треперат рацете? Или чувствувате некаков грч во стомакот? Или може би во нозете? Почувствувајте го тоа. Бидете во него. Исто како од сликата. Обидете се да се оддалечите. Кажете, јас чувствувам притисок, јас чувствувам болка, јас чувствувам треперење, кое што го предизвикува оваа слика во мене. И оддалечувајте се полека од тоа. Исто како со сликата, обидете се да го смалите колку што е можно повеќе. И потоа да го ослободите од вас. И да го приближите таму некаде кај сликата. Вдишете на нос. Вдишете светлина, љубов, позитивна енергија. Издишете. Издишете го тоа што ве притиска, што ве боли, што трепери. Повторете го тоа уште еднаш. Дишете. Дишете длабоко. Обидете се да се конектирате со тоа што ве боли и да го издишете на уста. Дишете повторно. Уште подлабоко. И уште еднаш обидете се да го издишете притисокот, болката, грчот, треперењето, што и да чувствувате. Ако има потреба, вдишете и издишете уште еднаш. И погледнете сега дали се уште чувствувате таа болка или притисок. Дали може би се намали или исчезнал. Погледнете каде е сликата. Дали е мала, бледа, далечна. Иако се чувствувате удобно, обидете се да ја направите уште подалечна, уште помала. Вдишете, издишете. Како со издушувањето, да ја туркате се подалеко и подалеко. Да е тука, меѓутоа не е толку голема, не е реална, далеко е од вас. И вие можете да ја контролирате и да се носите со неа. Би било убаво ако сликата и болката сосем исчезнат. Меѓутоа, ако не се случи тоа, во ред. Кажете си на себе си, свесна сум дека си тука, свесна сум дека се уште чувствувам притисок, грч, но знам дека можам подоцна се вратам и да се соочам повторно со тебе. Отворете ги очите и запишете каде ја чувствувате болката или притисокот. Колкав беше интензитетот.
Da li uspevate da je namalite? Da li treba da se vratite povtorno? Da li може би видовте уште нешто? И прашајте се себе си како се чувствувавте. Ако чувствувавте мала непријатност на почетокот, и ако се ослободивте во текот на вежбата, тоа е во ред. И оваа вежба е за вас и може да ви помогне. Ако се чувствувавте непријатно цело време, ако не успеавте да изработите, може би имате отпори кои се појавуваат затоа што прв пат ја правите вежбата, а може би едноставно овој начин не е ваш, овие вежби не се за вас. Но тоа се разбира, само вие може да го знаете. Мене ми се многу пријатни за работа, многу ми помагаат и затоа ги споделувам со вас, со свесност дека ништо не се прави одеднаш, ништо не се постигнува со една визуализација и дека ќе постигнете онолку колку што сакате и сте подготвени да постигнете и онолку колку што верувате во тоа. И јас ви посакувам убав ден и се гледаме во некое ново видео. Ви посакувам помалку болки и притисоци, помалку непријатни настани. И тие се дел од животот и ние треба да си наоѓаме начини да се носиме онака како што знаеме и умееме. Но едно е сигурно, се додека не се соочиме, не ги видиме, не ги почувствуваме, тие нема да си заминат. Затоа што тие сепак ни носат некоја порака. Но за тоа во некое друго видео. Ако ви се допаѓа видеото, ставете лайк, споделете го ако мислите дека некому може да му помогне, преклучете се на каналот, погледнете ги моите стари видеа, пишете коментар, напишете ако имате некоја идеја за некој следно видео и се гледаме наскоро. Се најубаво и убав ден!